Јовчева. Мислам дека добар дел од времето на вашата дискусија по однос на буџетот за 2022 година за Република Македонија го потрошивте како да се работеше за буџет за општина Неготино и имав чувство како да се наоѓаме во салата на Советот на општина Неготино и ова не е прв пат. Мислам дека и лани за ребаланс и за буџетот истото ви се случува, но јас не ве обвинувам воопшто, бидејќи навистина не можете да го исполните време фалејќи го ово и минатите буџети, едноставно нема со што да се пофалите. Па сакате да ви реплицираме на нешто што сте го кажале, па јас навистина се трудев да забележам нешто што би можело да се однесува на буџетот на Република Македонија, а не на општина Неготино, па вие рековте има што да се каже, има што да се потенцира. Меѓу другото, вашата констатација беше дека добар дел сега од актуелниве градоначалници наследиле многу добри општини. Значи, влегувате во голема контрадикторност, бидејќи ако беше така, немаше ние сега да победиме на овие локални избори. Ако имало што оставиле добро минатите градоначалници, нема тие сега да изгубат. И што добро оставиле, јас навистина не знам со кои очи вие гледате, што слушате, што читате и така натаму. Сега да одам во некој краток дел, колку што ми дозволува времето, што вие нешто споменавте развоен буџет. Како може да биде овој буџет развоен, кога повеќе од половината е социјален? Решаваме плати и вработувања. Како може да биде реален кога е 4,4 милиарди евра, а многу малку имаме за капитални инвестиции или странски директни инвестиции? Не знам како самите влегувате во контрадикторности, па споменавте Министерство за образование, па постои такво министерство изминативе месеци во државава, па вчера министерката за образование не ја видовме овде да си го одбрани нејзиниот предложен закон. Ете, до тој степен стигнавте сега. И затоа зборувате повеќе за Неготино, него ли за тука енергетската криза воопшто не ја споменавте, исто така разбирам. Зошто едноставно, колешке, навистина не знам на што да ви реплицирам, може би вие во контрарепликата нешто ќе изнајдете. Јас само можам моја констатација да дадам дека во Македонија секогаш истите работи се повторувале кога Социјалдемократскиот сојуз бил на власт, па така на времето имавме на времето на транзицијата имавме затварање на фабрики, во време на Зоран Заев за жал ниту една не се отвори, од странски директни инвестиции имаме расфрлања со некои супермаркети кои никако да стигнат во Македонија. Во времето го имавме ТАТ, со Заев ни се случи Евростандард и еве за 2 дена може би Заев ќе го разрешите од председател на партија, не знам дали ќе имате и нов мандатар, но мислам дека и од понеделник, бидејќи имаше еден ваш колега кој што Заев го споредуваше со Тито, мислам дека и од понеделник ќе се пее истата песна, она на Тијана, се е исто, само него го нема. Благодарам. Контрреплика.